а сега е време за почетокот на нашата денешна утринска тема, која што споменавме дека посветуваме на денешниот меѓународен ден на мажите во склоп на месец ноември, кој што месец е посветен нели на машкото здравје. Во едно од нашите минати изданија зборувавме ние за машкото здравје и за она кое што во фокусот оваа година, а тоа е менталното здравје, но апсолутно е важно и сите знаеме дека една целина е и физичкото и психичкото здравје и затоа треба да биде во еден одличен баланс. А за физичкото здравје кога зборуваме, неопходна е физичката активност, рекреативното спортување и она кое што е составен дел од секојдневието во машкиот свет, но генерално во сечи свет. А ако фокусот го ставаме токму на мажите, тогаш денеска ќе зборуваме токму за тие кои што спортски се активни, кои што имаат чести физички активности, кои што треба да го стават исто така акцентот на превенцијата од ортопедски аспект. И затоа имаме и ортопед во студиото, но и онлайн ќе се вклучиме и ќе се поврземе со Антонио, кој што е добро познат на македонската јавност, со оние кои што го следа и неговиот подвиг 600 километри од Скопје до Острог со една хумана мисија. Антонио е кој што е маратонец и физички активен, кој што може да зборува на повеќе теми и со него заедно да го имаме и овој дел во утринската тема и да може да го на еден начин да го прославиме овој меѓународен ден на мажите со подигнување на свеста и на овие прашања. Ласко Коцев, ортопед од Плюс 5, кој што денеска е заедно со нас во студиото да може да позборуваме на овие важни теми. Ласко, добро утро и добре дојдовте. Добро утро, Ивана, добро утро, Марко. Прво ви благодарам што ме поканивте во оваа утринска емисија. Да, денес овој месец е месец на машкото здравје, но многу често го запоставуваме машкото здравје како ортопедско здравје, ако може да се изразам, повеќе даваме фокус на кардиолошките, уролошките, ендокринолошките, хормонални, тука ги ставам дијабетот, проблеми, а помалку даваме акцент, акцент како да се изразам на мускулно-скелетниот систем. Мускулното здравје од мускулно-скелетен систем е одговорен за секое наше движење. Во мускулно-скелетен систем, да малку појаснам, ги офаќаме коските, зглобовите, мускулите, тивите. Здрав мускулен систем, мускулно-скелетен систем води до правилно здраво движење, функционирање, здраво старење, а воедно е градење и подигање на машката самодоверба. Употреба машка самодоверба, ради тоа што сега е сепак месец на мажот и подигнување на менталното здравје меѓу другото, така е. Меѓу другото, но осврнат сум повеќе на ортопедскиот аспект, тоа што сум ортопед, иначе секој психолошко но блиска е поврзаноста, како што споменавме и зад камери, бидејќи ќе го вклучиме и Антонио, нели ве прашавме дека треба вистина и секој пат го советувате како медицински лица за оние кои што особено такви подвизи голем прават 600 километри каде што целото физичко тело е практично вклучено, дека најважна е менталната чистина и психологија. Да, прво би рекол менталното, па потоа да одиме на физичкото тело. Да, тоа е една целина која што не може едното без другото. Да, холистички пристап, апсолутно. Да, и затоа и зборуваме и сакаме ние да го опфатиме и тој дел и овој дел и во месец ноември на еден ваков начин сутринските теми го одбележуваме. Па еве ајде ако зборуваме за превенцијата пред се, ние знаеме дека во последно подлого време и што е за поздрав, навистина имаме доста физички активни личности. Генерално ако зборуваме, но особено и за мажите, кои што се маратонци, кои што се атлетичари или преферираат било каков спорт, рекреативно, но прилично и интензивно. Затоа е добро да се осврнеме малку на превенцијата, односно кога веќе сакаме да се занимаваме и да практикуваме одредена физичка активност или спорт, тогаш што е она кое што пред тоа би требало да го знаеме или да го подготвиме нашето тело? Кои се превентивните прегледи, нешто кое што спаѓа во тој дел за да може да и се чувствуваме добро, но и да не имаме ризик за ненадени и неочекувани повреди. А ризик фактори секој пат постојат? Секој пат постојат. Прва работа би почнал дека секоја акутна болка што ни се случува, не треба да ја занемаруваме. Пошто таа акутна болка потоа ќе стани хроничен проблем. За превенцијата, пред се за превенцијата треба да ги намалиме нашите амбиции. Амбициите за нашите оптеретувања на телото. Прва работа што треба да направиме истегнување и физичко оптеретување на мускулите адекватно за нашиот спорт. Ме прашавте од ортопедски аспект што би правеле. Прва работа би почнале со клиничкиот преглед, да го видиме опсегот на движењето на телото. Потоа давање совети, а воедно и разноразни неинвазивни методи, една од кои што работи мускулно-скелетното ехо.
точно да видиме колкова ни е спремноста на нашите тетиви, мускули за секое понатамошно оптеретување. Пред се во превенцијата би го нагласил, како да се изразам, еготежините. Сепак треба да бидеме реални за нашата физичка подготвеност. Еготежини се изрази за термин, тоа најчесто е во теретаните, каде што мислиме дека можеме, а нашето тело не е спремно. По премалку загревање, премалку истегнување на мускулите и тогаш ни почнуваат проблемите. Задолжително е, доктор Ласко, претпоставам дека при секој тренинг, баш сега кога колегата Мите се растегнуваше, или нашиот колега, ме потсети на моментот дека забораваме наутро да го направиме тоа, практично физичкото тело да се пробуди, можеби нели од таа летаргичност или состојба на спиење. Претпоставам дека и пред тренинзите нема некој кој што не препорачал направете 10-15 минути добри вежби за тетивите, за мускулите, па потоа почнете со тежински вежби. Апсолутно да. Првен адекватно истегнување. Втора работа, ние треба да го загрееме мускулот. Терминот загревање на мускулот сепак со тие кратки кардио вежби и кратки оптеретувачки вежби или да се изразам light resistance вежби, што се повеќе се употребува во терминот во Европа, ние креваме температурата на мускулите. Со стречингот, со истегнувањето сме ги подготвиле тетивите и тогаш нашето тело, односно во конкретниот случај мускулно-скелетниот систем е спремен за сите оптеретување. Комбинација на light stretching, односно лесно истегнување и оптеретување на мускулите доведува до правилно функционирање и здраво тело. Да, доктор Ласко, вака, имаме ние трендови кои што се пратат. Тоа се, да речеме, теретаните, различни начини на вежбање со килажа или со тегови. А и социјалните медиуми го наметнаа тоа златно правило. Да, и некако сакајќи можеби поголем дел да бидат и во тој тренд или сметаат дека тоа е вистинскиот начин за практикување физичка активност или вежбање за нив, можеби често пати знаат да се случат повреди или да се направат грешки. Од тука како секој или во однос на возрастната граница да го одбере својот начин на вежбање или соодветниот начин на вежбање наспроти она што е тренд, заради тоа што едно е тоа кое што се нуди, а друго е тоа кое што можеме да го практикуваме. Или ако зборуваме од детска возраст, бидејќи вие работите и со млади пациенти, па се до подоцнежната возраст, што е она кое што се препорачува или би било соодветно од помлади години па во текот на животот, затоа што нели како поменуваат годините велат дека треба да се вежба со килажа, но не секој е подготвен за такво нешто. Па како еден процес за физичката активност од млади години во текот на животот, што би било соодветно да се практикува? Во прашање би се насмеав малку, тоа што стварно има многу трендови и сето она ние што го гледаме на телевизија. Во наводници ги видиме тие плочки и сакаме да ги имаме, не е така едноставно. Сето тоа е еден систем на вежбање. Употребувам термин систем на вежбање, прва работа кој што реков, загревање и light resistance. Втората работа е стручни лица. Сепак секој спорт треба да биде обавен, извршен, спортуван со лица физички спремни и образовани за тој спорт. Да. Секое неискуство, секоја наша желба, секоја наша амбиција што ќе видиме трендовски води до проблем. Тоа сега што го рековте, доста често се сетува во мојата ординација со мускулно-тетивни проблеми, повреди, воспалувања, баш од овој аспект што го спомнавте, Ивана. Да, мора да признаме дека доктор Ласко со текот на годините, нели точно знаеме дека луѓето кои што се бавеле по некој пат и со да речам масивни спортови или дали тежински вежби и така натаму, атлетика, да не збориме и некои по комплексни спортови, нели секој пат велам се трошат тетивите, мускулите. Е сега веќе да речеме по 40-та година самиот тонус и обем на мускул и тоа процентуално се намалува. Би прашал, меѓу другото, кои се најчестите повреди кај мажите кои што активно се бават со спортот, особено по возрастните години, тука што би препорачале да речеме? Значи, прва работа, нешто што најчесто се сретнуваме, особено од 30 до 50 години мажите, е моментот на воспалување на тетиви, тендинози, руптури, тоа се кинење на мускули, мускулни влакна, кинење на лигаменти, почнувајќи од преден крстен до ахилова тетива и други работи. Тоа што ми рековте,
слабење на мускулната маса се изразувам на термин кој што може да ме разбере се повеќе во светски и европски рамки се употребува термин саркопенија, губење на мускулната сила и маса. Што значи тоа? До 30 години статистички ние пак се изразувам да бидам разбран, го полниме нашето тело со сила, со мускули. Од 30-ката до 65 години имаме еден благ пат, а од 65 години имаме нагол пат. За сето ова да го пролонгираме, сепак да се разбереме, старењето е природен процес. Никој не го спречил и никој не може да го спречиме. Единствено ова, да ја облажиме овој пат, оваа кривина, ова, како да речем, амплитуда, е со инвестирање во нашето мускулно-скелетно тело, мускулно-скелетен систем. Моментот што ме прашавте, пак ќе кажам, секој што се бави со рекреативен спорт, да си ја знае својата кондиција и својата физичка состојба. И спремност, така е. Да не кажам спремност, да не видам грешка, сепак сватен. Да, својата спремност. И пак ќе кажам, да нема преголеми амбиции. Тоа што е на телевизија е едно, тоа што е во сала е друго. Значи да ги процениме нашите можности и да го слушаме собственото тело. И можноста, да, затоа што после повредата пак и поголем е периодот на упоравување и можноста за сега, може само една мала работа за слушање на телото, да се надоврза. Баш тоа е карактеристично кај нас мажите. Ние ги запоставуваме тие ситни болки. Прво, нашиот менталитет, како да се изразам, ние сме јаки, мажи сме. Но сите тие акутни болки, што ни се појавуваат после секој спорт, се мали сигнали, кои што ни се знак да видиме дали нешто правиме кој што треба или не правиме нешто како што треба. Да, ние сме сегашни или его, тоа е овој наш менталитет и тогаш ни настануваат проблемите. Да, имаме повеќе прашања дополнително и по повод ова кое што го споменавме, доста важно во овој сегмент, но исто така имаме и уште еден соговорник, како што и споменавме, и на наше задоволство во Утринска на Тилма онлайн, не физички, бидејќи не беше возможност Антонио физички да дојде во студиото, но затоа одвои простор и време од работните обврски онлайн да се вклучи во Утринска на Тилма. Антонио Пандовски, кој што го знаеме како хуманитарец, маратонец и човекот кој што истрча од Скопје до Острог 600 километри за една хумана мисија. Верувам голем број прочитале како и на кој начин со оглед на интервјуата кои што ги има дадено Антонија, ама во Утринска на Тилма ќе сакаме да ги слушаме впечатоците, импресиите, искуството и нели после тоа што е она кое што во моментот или секојдневно го прави Антонио. Добро утро. Добро утро. И добро ни дојде на еден ваков начин онлайн во Утринска на Тилма. Добро утро, пред се фала ви на поканата. Одвој време ваков начин, али ќе се снајдеме пак. Навикнат сум со онлайн вклучување, така да и одавде сте убави. Да, и мора да признам дека особено го следовме твојот пат секако за ова прекрасна мисија, бидејќи ти не трчаше само за себе, Антонио, ти трчаше всушност конкретно маратон со конкретна цел да се покрене донаторска нели и акција за обезбедување. Чинам дека околу 45.000 евра конкретно беше тогаш, се сеќавам, за набавка на неопходни апарати за детската онколошка клиника во Скопје. Така што ќе ти честитаме секако за овој подвиг кој што е одбележан на некој начин 2025-та. Доктор Ласко и спомена дека баш читал за твојата сторија. Како си периодов, се надам дека може сега да ги впиеш оние впечатоци и секако со донацијата која што се случи и официјално. Да, тоа се случи во текот на вчерашниот ден, а ние би направила мала ретроспектива од самата идеја па до конечната цел. Да, после подвигот ми требаше доста време малце да се рехабилитирам, што се вика, бидејќи беше долг пат, 18 дена поред, со маратонски трчања. Не е лесно да одмориш тело после таков ултрамаратон, но се снајдов некако со, баш како што кажа гостинот во програмата, со исхрана, со истегнување, со медитација и секакви такви чуда. После подвигот по некој период, некаде околу 10 дена почнав и со припреми за тоа што следува атлетските патеки тука над преорување. Се спремав и за маратонот во Љубљана кој успешно го истрчав, што баш многу луѓе ми вика до Острог, вика сега завршен маратон до Љубљана.
ќе истрчаш не е проблем. Викам, ама тој ултрамаратон со овој маратон не се мери, бидејќи ваму трчам за време, а ваму трчам за сосема нешто друго, нешто каде што физичкото тело и духовното тело ги споив на манастирот Острог и воедно го користам моментов да кажам дека донаторската акција вчера успешно се заврши, ги дониравме сите апарати и така да можам да кажам дека да кажам до семејствата, градивме надеж за подобро утре. Антонио тука не запира, Антонио ќе продолжи со уште побројни вакви подвизи проекти и се надевам дека и тие ќе бидат успешни како и овој мој хуманитарен прв подвиг од 600 километри. Одлично, Антонија, веројатно мотив и за многумина кои што можеби имаат ваква идеја и потреба и желба да го направат сето тоа од еден хуман аспект или за хумана цел, како што тоа го правиш ти, затоа што има тоа нека посебна тежина и дава нека посебна сила. Ако зборуваме за можеби заморот кој што се чувствува во текот на трчањето, можеби сите оние мисли кои што во тој период поминуваат низ главата, силата која што треба да се собере за да се стигне до целта. Меѓу другото, ти во твоите интервјуа велиш дека силата ја добиваше и заради тоа што меѓу другото го посветуваш ова и на твојата мајка, така што повеќе работи воедно за да се добие една вистинска сила и да се победи тој замор за да се стигне до целта. Да, пред се мораш да бидеш физички спремен, но и ментално за таква работа. Јас уште кога го најавив тој подвиг во јануари месец, веќе бев решен дека ќе го реализирам и бев пред се ментално спремен за тоа нешто, бидејќи физички можеш да се спремен, ама ако не си ментално, мислам дека на секој чекор можеш да паднеш, на секоја било каква негативна мисла што може да ти дојде од тој момент, на истрошеност, на преголем замор, на болки во нозе, и тоа е тоа што те креа ментално, но и треба да веруваш премногу во своите квалитети, духовно да си поврзан со такво нешто, бидејќи одбрав православен пат, крстен по мисијата молитва во движење, и од првиот ден до последниот јас се чувствував така како да сум поврзан со мајка ми и со Бога. Кога имав моменти на истоштеност, на измореност и огромни болки во нозе, болки и мајка ми беа тие што ми даваа сила да тргнам понатака, но да го одвојам и оној момент дека сватив зашо сепак трчам и која е суштината на овој подвиг. Бидејќи мојата болка, мојот предизвик не може да биде толку болен колку што се сочуваат тие деца во секојдневието во клиниката за детски болести, на кои ми беа потребни, преку потребни тие медицински апарати. Јасно. Антонија, кои беа навистина, да речеме, препораките кои што би ги споделил конкретно за сите кои што сакаат да се бават со маратон, со особено вакви, да речеме, големи подвизи? Кои се стратегиите на одмор и рехабилитација? Доктор Ласко спомена, нели, апсолутно дека треба, нели, да се одржуваме и преку исхраната така натаму. Меѓутоа, што би биле твоите совети за оние кои што сакаат или можат имаат некоја можеби визија да се бават со ваков спорт, со маратонот особено? Па како за почеток, ако рекреативец сака да се занимава со трчање, треба повеќе да има желба. Ќе споменам дисциплината, бидејќи е најглавен фактор, дека нема алиби зошто денес да ставам да трчам, ќе одложам за утре. Ако одложуваш, ќе го навикнеш телото на такви, нема никогаш да почнеш. Треба да си дисциплиниран пред се и како што кажа гостинот во емисијата, пред секое излегување за било каква спортска активност мора добро да го припремиш телото и мускулите за тој ден. Треба добро истегнување на мускули, на тело, минимум едно 5 минути, али добро. Потоа го почнеш денот со спортските активности и по завршувањето обавезно добар стречинг. И ја препорачувам ладна вода за мускулите за да добијат доволно освежување и за мускулната киселина. Воедно и добра исхрана пред спортски активности, да излезеш минимум 2 часа пред
пред активностите да не се јади тешка храна, доволно е некоја јаболко, банана или суво грозје, такви, за да го има телото доволно свежина да го издржи да издржи таа спортска активност. Да, убаво кажа Антонио, и ова е одличен прилаз за да го продолжиме и разговорот со ортопед Ласко во контекст на тоа што навистина треба или на кој начин и треба што треба да се одржи исхраната на оние кои што се физички или спортски активни, но исто така и во однос на суплементацијата која што во последно време е актуелна и ја практикуваат многумина, што се однесува при да се поздравиме со тебе бидејќи те така не интересира и малку во тој личен дел како и на кој начин ги правиш подготовките, дали оддаваш доволно внимание и простор на превенцијата кога зборуваме за посета на ортопед и нели редовни прегледи, а исто така и она кое што го практикуваш ако зборуваме за одредени така суплементи или пак она кое меѓу другото го користат и многу често оние кои што се физички активни во теретаните, а тоа се нели разни препарати кои имаат честа употреба за кои што има поделени мислења. Да, јас претежно користам колаген, тоа е за освежување на раскавица, на коски, не ти дозволува да ги повредиш зглобовите и коленото. Навечер пред спиење обавезно магнезиум за опуштање на мускули, за да немаш грчеви додека спиеш, зависи колку била тешка спортската активност која си ја правил таа ден, бидејќи јас трчам долги дистанции и мене ми треба тој магнезиум, бидејќи за да спиеш мирно, да имаш грцеви, мораш да го користиш. Тоа во глобала, без магнезиум и колагени, една месечна масажа која му даваш на телото за опуштање и било какви повреда да се случи, мала да е, обавезно да се оди на ортопед, бидејќи животот ни е вреден, здравието пред се, а спортските активности на некоја повреда може да почекаат. Ако се реагира по совреме, се враќаш побрзо. Ако се случи некоја полоша повреда, тоа ќе доста време и влие многу на менталната психа. Да, добро што го спомена, бидејќи тоа и споменавме за акутната болка на која што треба нели веднаш да се превенира. Само за крај, што е најголемото нешто што секој пат интроспективно го научи ти преку овие подвизи, конкретно и твоето учество на маратоните, па и секако големиот хуманитарен проект, твојот личен, конкретно посветен за твоите родители, поточно за твојата мајка, конкретно со нели подвигот од Скопје до Острог. Дали се подготваш во моментот за некој следен ваков чекор и проект за 2026 со оглед на тоа дека годината полека ја заокружуваме, споменати дека нели и беше маратонот во Љубљана, што е следно? Да, во глобала 2025 ми обележи во животот со подвигот што го направив и мислам дека долго ќе се зборува за тоа. Од тој подвиг научив дека колку веруваш во себе, толку и успеваш, дека не постои граница која можеш да ја совладаш. Следно што планираме, Боже здравје, ако се реализира, да склопаме екипа, сакам да биде тоа како мини проект пред главен подвиг. Тој останува во мене додека не го решам, а тоа е мини проектот, сакам да му одадам почит на 63 жртви од кобната вечер на 16 март во Кочани и ми е цел на 16 март да тргнам од Скопје до Кочани во 6 дневни, 100 километри. Да направам некоја мајца со ангелски крилја и да ги спечатам нивните 63 милја и да тргнам на тој пат до местото каде што се случи таа кобна вечер за сите нас. Да не ги заборавиме и не треба да бидат заборавени. Така е, Антонио, секоја чест за овој подвиг, но и за овој кој што го планираш, во кој што верувам дека можеби и оние кои што ќе сакаат, ќе има простор ако да можност да се приклучат и да се одаде таа чест и она кој што можеме да ти го посакаме од сите нас се разбира е да имаш добро здравје, сила и понатаму да продолжиш со ваквите подвизи, со хуманата мисија која што треба да биде пример за секој од нас. Ти благодариме за твоето денешно вклучување во Утринска на Телма и можноста да ги информираме нашите гледачи за твоите активности и за твојот начин на живот како успешен млад спортист, човек кој што свесно размислува, хуманитарец и кој што ете така има својата визија како и треба да се живее, но и на кој начин треба да се делува. Поздрав до Антонио, а во продолжение рековме еден прилаз во контекст на
исхраната, одржување, суплементација и тоа може да го разбереме погрешно во однос на тоа што се нуди, па што би можеле ние да практикуваме, па да се земеме на своја рака, па ни кажал некој пријател, па него добро му делува, па сега јас ќе го пробам и така, но се разбира тоа не треба да биде без консултација со доктор. Многу често се случува тоа што го рековте. Земало или пријател или било што. Апсолутно да. На телото, на мускулно-скелетниот систем мора да му дадеме суплементи, ингредиенц, односно работи кои што се потребни. Почнувајќи од протеини, од јаглехидрати и масти. Пошто не се само зглобовите во тој систем. Да, колагените обавезно од наш аспект, но ги избораме протеините, пошто еден зглоб не е само раскавица. Има и капсула, има и тетиви, има и мускули, кои што се исто така битни за да инвестираме и да ги храниме нив. Тоа што ми рековте, многу често и тоа се соочуваме, иако тоа е помал дел на ортопедијата, да се што видиме, земиме. Ради тоа што некој земал или сме го видели овие social digital медија, како би се изразил, така да се што ќе се зема, секој препарат има упатство, колку, како и возраст. Секогаш да гледаме дали тоа е од пазарче во наводници купено или стои некоја фирма. И пак на крајот да се праша стручно лице кое се бави со тоа, особено лекари. Дали ортопеди, дали доктори од спортска медицина, па дали физијатри. Никогаш да не земеме на своја рака. Доколку можеме се да земеме со храна, здрава храна, окей, но сепак е тоа многу потешко. Затоа го суплементираме се тоа. Мора да не ги забораваме суплементите, односно витамините и минералите, како што рече Антонио. Магнезиумот апсолутно да, витамин Д. Треба магнезиумот да биде редовно потреба? Апсолутно да. Сега тоа е малку друга тема, има повеќе форми на магнезиум, да не ширам темата, еден најдобрите најбитен магнезиум за мускулите е магнезиум цитрат. Магнезиумот за мускулите. И за регенерација на истите, така? Па не би рекол за релаксација, пошто има други форми од регенерација мислам, как дали да репарација би рекол. По би рекол репарација, пошто има и други магнезиуми форми, како што е малатот, глицинатот, да речеме малатот е на митохондријално ниво, глицинат во мускулна клетка, но најбитен за мускулите е цитратната форма. Дали доктор Ласко спомена се уште поделени се мислењата околу можеби зимање на суплементацијата околу геловите за колаген? Кој е вашето мислење искрено, можеби за тоа го препорачувате како така субститут можеби за телото кое што би дала поддршка можеби на тетивите? Прво пак ќе се вратам на нашите очекувања. Се враќам на очекувања да не мислиме дека со купен суплемент или колаген, колку е поскап, толку побрзо ќе проидиме. Тоа е само суплемент кој што би го успорил нашиот процес на старење, не би го прекинал и би го подобрил квалитетот на нашиот живот. Дали сум за? Да. Сум за препорачување, но пак ќе кажам, многу имаме на пазарот, имаме многу на social digital медија работи, секогаш да гледаме фирми, препарати кои што подлежат на некои експертизи, дали Европска унија, дали FDA во Америка, да гледаме што се зема таму што подлежи, а после ние да го земаме. Апсолутно да сум за суплементи, но контролирано. Така. Да. И тоа во консултација со доктор, што е особено важно како препорака. Антонио ја спомена дисциплината, што никако нема да ја изоставиме во овој наш разговор, ако зборуваме за дисциплина и континуитет. Особено важна во одржување на тој баланс и исто така особено важна во однос на намалување на ризиците од повреди. Многу често има многумина од нас, ние сега не се мажите во фокусот, но ако зборуваме генерално, многумина од нас имаат различни периоди од годината кои што можеби и стагнираат со вежбањето, па ја немаме таа константна линија, туку знаеме од време на време да правиме пауза, а потоа пак да се решиме можеби поинтензивно, па дури и секојдневно да спортуваме, што е не толку препорачливо, токму заради зголемувањето на ризиците од повреди. Што би кажале тука во однос на дисциплината, во однос на нефорсирање на тоа кое што сме наумиле да го направиме и како да го контролираме тоа? Можеме ние да добиеме наеднаш жилба за поинтензивно вежбање, но во секој случај треба повторно да нели внимаваме на она кое што може да не се случи. А често знаат да кажат мускулот помни. Да. Апсолутно, muscle memory. Се насмејам, пошто баш тогаш стануваат повредите. Не вежбаме и наеднаш почнуваме со спорт. Тогаш стануваат проблемите.
Пошто нашиот мускул, како што реков, не е спремен, нашиот мускул систем не е спремен. Преголема амбиција, премало загревање, преголемо оптеретување. Реков дисциплината. Да, мора да има дисциплина. Мора ние секој дневно да вежбаме. Ако не секој дневно, бар 3 до 4 пати неделно. Инвестиција во тело, light cardio, light resistance. Повеќе сум осврнат на light resistance, односно на оптеретување на мускулите, каде што ние ги држиме во кондиција, пошто сепак сум ортопед и тој аспект одам. Потоа ќе отидам на правилните техники. Мораме да ја знаеме техниката. Еден од најтипичните примери е low back pain или долно-грбната болка или лумбалната болка или во наводник се изразам ме боли кичмата. Да. Тоа најчесто е поради неправилното употребување на телото при кремена тешки предмети. Затоа реков секој спорт што се бавиме, покрај континуитетот мора да има и правилна техника. Ако го спомнав low back pain, односно долно-грбната болка, ние мора да клекнуваме, или така речена колена, не да се наведнуваме. Мораме да имаме систем на вежбање, но тука морам да го ставиме и сонот. Апсолутно, да. Иако не е мој домен, али сонот е едно од основните работи за одмор на телото. Доктор Латко, дали може да се превенира возрастната или старечката остеопороза, ако можем да кажем, преку таа физичка активност и кои би биле најсоодветни можеби активности за луѓето од една мала дигресија ќе направам. Старење, тоа е перцепција. Тоа е како ние се чувствуваме. Старењето е само процес кој што треба безболно и активно да го поминеме. Дали може да се превенира? Да. Кога се почнува? Денес. Како го превенираме? Со движење. Самата коска бара оптеретување. Движење адекватно. Независно дали сме во третото доба од животот. Независно, нема доба, има перцепција. Зошто го зборам ова? И што го рековме и доби. Ние не можеме, како што кажавте, повозрастна доба да ја тераме да го направи подвигот на Антонио. Но можеме да им кажеме дека може на Кеј да прошетаат, да се движат, едноставно да го развијат своето тело. Еден начин на превенција од остеопороза. Не може да ги тераме да им кажеме да се качат на водно. Иако имаме одлични примери во третата доба кои што тоа го прават. Апсолутно. Јас сум поголемиот број. Да, апсолутно може. Ако зборуваме за оние чести повреди, односно карактеристични повреди во одредени спортови, рековме low back pain или болка во кичмата и во долниот грб, во долниот дел од грбот, тогаш е тоа покарактеристично за оние кои што криваат тежина или најчесто вежбаат во теретана. Ако зборуваме за болки во колената, можеби тоа би го препишала на оние кои што често планинарат, не знам, или возат велосипед. Дали можеме така да ги поделиме болките во однос на различни спортски активности или спортови кои што се применуваат, што е најкарактеристично. Апропо, праша ги моите коски за планирањето. Најчесто знаат да се пожелат. Што према рековте за долно-грбната болка. Да, се оптеретувачките спортовите со тежини, но да не заборавиме нашето секојдневие работа. Долгото седење исто така доведува. Да, можеме да превенираме. Натаму ме прашавте за зглобовите и за планирањето. Планирањето е страшно добар спорт. Неверојатно. Страшно добра инвестиција во тело, но сепак нашите колена треба да бидат спремни. Колку страдаат само тие, да. Тешко е искачувањето, но спуштањето е уште потешко. Тука би се надоврзаливана и на тежината. 1 килограм зголемена на тежината, ако зголема притисокот на колената од 3 до 4 килограми. Така да не би го рекол само спортот, би го рекол и секојдневното наше функционирање. Си го забораваме телото, не си го слушаме телото. Па и недавно се споминува 10.000 чекори, кој може да ги направи сега дневно, барем да имаме некако како иако пуштат истражувања и според последните истражувања не се 10.000, него може и помалку да бидат граница во ден, но до 7.000 ако не сакаме да се задаваме таа бројка до 10.000, така. Што вели науката, веројатно мислам дека е најдоброто рекреативно инвестирање за пешачењето за нас. Апсолутно, да. И баш е интересно тоа што си ги броиме чекорите. Без оглед дали се точно тие 10.000. Имаме мотивација, имаме цел со која што ние инвестираме во нашето тело. Апсолутно да. Науката стои баш за тоа. Life is a motion, motion is a life. Движењето е живот, животот е движење.
Така е. И тоа секој треба да го има како мото, особено кога се занимаваме со спорт и сакаме тоа да го правиме, а треба да го правиме и практикуваме до крајот или на нашиот живот или додека се чувствуваме или способни и спремни. И кон крајот на разговорот е вака заедно за окружување и вашата порака до гледачите, но и ако кога веќе го ставаме во фокус и месецот и конкретно на денешниот ден, на меѓународниот ден на мажите, здравјето, како физичкото, така и психичкото, се грижиме и за идните генерации. Генерациите или младите дечиња или момчиња пред кои што е животот, а кои треба да се занимаваат со активности. Па родителите може би во дилема што е најдобар спорт за своите дечиња од мали нозе, па испитувањето на жилбата која што имаат дечињата, па во сооднос од можноста која што нели ја имаат за да го практикуваат сето тоа и повторно во консултација со доктор. Која е вашата препорака и за најмладите, што е она кое што е најдобро да се практикува од мали нозе, па и понатаму нели во текот на животот и генерално порака по повод денешниот ден, докторска, ортопедска, да не се заборави ортопедското здравје и да се даде приоритети на тоа. Многу интересна тема отворивте децата. Инвестицијата во дете и спортот кај децата. Прва работа мора да знаеме дека нашите деца се деца. Нема да ги исполнуваат нашите желби или нашите неостварени соништа во спортот. Да. Едноставно да му го оставиме нивното детство. Што е најдобро? Од 3-4 години дете не може да биде спортист, да знаеме дали ќе биде Џоковиќ или Леброн Џејмс. Да. Но може да ги активираме неговите моторички вештини. Да крене, да клекне, да трчи, едноставно да го научиме да му се всади идејата, така. Да му се всади идејата дека тоа е дел од неговиот живот. Од најмала возраст да се почне со инвестиција во децата, но не спорт кој што ние сме го замислиле во младоста. Така е, едноставно моторички вештини. Клекни, стани, топка, трчење. Едноставно да уживаат од нивното детство, а и со тоа и ние. Но и предизвикот во дигитален свет во кој што живеат да не си го земе данокот во однос на оно кое што се намалува возрастната граница на тие проблеми со кои што се соочуваат млади. Тој данок почнува. Тој данок почнува. Вие се соочувате, веруваме во вашата секојдневна пракса со тоа. Се помали и помали. Седење, искривување, Апсолутно. кифози, сколиози. Кифози, хиперкифози, сколиози, слаби градни мускули, слаби грбни мускули, невнимание, брзање на во ова ново време на нас, родителите, пошто јас сум нели родител, за поставување на нашите деца, кога ни се врати проблемот, ни се враќа бумеранг. Тоа што не сме ги инвестирале како мали, ни се враќа. Но е потешко да го решиме. Да, добро кажавте. И покрај да речеме сега пазарот на трудот има толку многу да речеме нели професии за најти кои што се за жал нели во постојана седечка позиција, ова се тие превенции кои што нели ги дадовме, а инвестицијата особено да речеме кај младите кои што мора да го имаат моментот како инвестиција дека тежинските вежби и мускулите мора да имаат и притисок во животот малку. Апсолутно. И тоа што ми рековте, пошто сега е нели месец на мажот, јас би рекол дека мажите повеќе се грижат за се друго, освен за своето тело и за себе. Грижата за своето тело не е слабост, туку е зрелост. Што повеќе инвестиција во нашиот мускулно-скелетен систем, со тоа да имаме убав живот и убава старост. Да. Life is a motion, motion is a life. И сето тоа е процес и да не очекуваме резултати преку ноќ, туку нешто кое што треба константно да се практикува и како што рековме уште од мали нозе, препорака и до родителите кои што во тој период имаат таа одговорност, а понатаму и навиките кои што се треба да се стекнат за да се практикуваат во текот на животот. Доктор Ласко, благодариме за гостувањето, за вашето време. Вие сте пријател на Утринска на тема, секогаш кога имаме вакви важни теми од вашата област, сакаме да ги реализираме и да добиеме добри препораки, па тоа се случи денес. Ви благодарам за вашето време. Благодарам. Се гледаме.